Во целост ја го одобрувам вашиот говор, внимателно ве следев. Меѓутоа би сакал пред да почнам со анализа на вашиот говор и некое дополнување, да кажам дека преку Марко Зврлевски и обидот да се смени се прави хајка за целото судство. Значи, намерата не е само Марко Зврлевски. Значи, претходно, ако ги следите сите настапи на Социјалдемократски сојуз и на Заев, тотално реформски сака да се наметнат, меѓутоа се да се избриши. Тие веќе еднаш го направија тоа пред 15 на години, сакат по истиот ред да го направат. За жал или за добро, која е разликата меѓу нив и нас? Ние формиравме Академија за суди и совет за суди и јавни обвинители, каде што многу професионално, квалитетно ќе се избират кадрите. Тука е разликата меѓу нив и нас. Меѓутоа, за жал, еве тоа е што се случува. Рековте дека Марко Зврлевски е професионалец и точно е тоа. Се работи за една личност која цел живот е во судството. Единствена грешка или мана му е затоа што ги разоткрил криминалите на Социјалдемократскиот сојуз и затоа е сега целата намера. Точно е дека постапката е незаконска и единствена пречка зашто тоа го правиме и реагираме вака е токму тоа. Би сакал да напоменам дека на овој начин реагираме затоа што ова незаконско работење на оваа влада и на овој начин реагираме, предупредуваме за разрешувањето на Марко Зврлевски, за изборот на непрофесионални кадри, избор на кадри по распишување на изборите, избор на кадри со несоодветно образование, секојдневното задолжување на граѓаните, договорот со Бугарија, кој, впрочем, никој не праша и за ништо не праша, едноставно сами си го направија како што сакат. Законот за езиците не навлегуваме, туку кажуваме дека е неуставен, предупредуваме за сето тоа и е личен став на Заев, а кој ќе треба да го гласат пратениците од Социјалдемократскиот сојуз и да го потврдат. Тука е и стратегијата за бегалци, која е сериозен предизвик, која може многу да наштети на граѓаните Република Македонија. Но, оно што го прави Љупчо Николовски е класичен случај на дезертерство. Како можеше овој министер да го напушти народот и државата во која горат шумите и планините, скапува родот по нивите, горат насадите поради полупразни акумулации, а токму тој како министер за земјоделство, шумарство и водостопство е надлежен да ги решава проблемите. Каква душа има овој човек? Каков е неговиот морален кредибилитет? Да имаше трошка совет, немаше ни на крај памет да му падне да замине на одмор и да се сонча. Ги остави граѓаните и земјоделците на немилост.